Civil Media. Сакам да истакнам благодарно што после кој знае колкав период организацијата Цивил, граѓанската организација, дава прилика да проговориме за еден мрачен период од македонската историја. Во овој период, де факто, граѓаните не беа слободни да донесуваат своји одлуки, ниту можеа да влијаат на политичките избори. Беа под постојан притисок. Во таа Македонија за слобода и демократија можеше само да се сонува. Многуина беа протерани, измачувани и нема да погрешам ако речем и убиени во тој тоталитарен режим во Македонија. Владееше суровоста, непочитувањето на основните човекови права. Само благодарение на храбрите иницијативи на граѓаните се придонесе за надминување на поделбите и за обединување на граѓаните во Македонија. Затоа е заедничко наследство што сите ние мора да го цениме, негуваме и браниме тоа. Таа шарена револуција сепак донесе нешто на подобро. Не нешто, туку многу на подобро, што за жал, еве во овој период од овие 2 години, 3 години, многу бавно се движат реформите. Барањата ни беа многу поинакви. Барањата ни беа на место. Заложбите на политичарите беа, да, ќе сториме, меѓутоа некако бавно одат. Ние сме дел од една генерација што ја искусивме чумата на тоталитаризмот, но сметам дека некој во ова време како да сака да исчезнеме. Ние сме, ќе бидам посуров во излагањето, една жива историја и таа мора да стане напишана историја. Затоа овие спомени треба да продолжат да живеат со цел да ги инспирираат и насочуваат новите генерации во одбраната на основните права, во владењето на правото и демократијата. Ние имаме задача да ги сочуваме спомените од тоа време. Заедно треба и мора да се спротивставуваме на тоталитарен и авторитарен режим од сите видови. Слободна Македонија мора да е наш свесен избор секој ден. Тука и тама политичарите ќе одржат, во последно време, ќе одржат некој пригоден говор и можеби нешто ќе споменат, но зборот режим се чини стана забранен збор. Не знам од кој причини. Не се споменува. Самото тоа наведува оди во насока дека доколку нема вакви дебати, доколку овие луѓе не проговорат за своите маки, дека ние многу брзо ќе заборавиме што ни се случуваше во едно блиско минато. Некои прашања останаа затворени во временската капсула која се чини како да е закопана во длабоко подземје. Зборувавме за политички монтирани случаи. И сега, после она нашето застарување, јас се осврнам малку, се извинувам, на случајот ликвидација. 3 години поред, Европската унија, Европскиот парламент во своите извештаи, дури Стејт департментот, споменуваше дека судењето на новинарот Томислав Кежаровски е политички монтиран случај. И сето тоа запре во септември, на 3, кога обвинителството, после 2 години, ново обвинителство имаме, нов јавен обвинител, Вилма Русковска, вели, тука има застарување и ние се повлекуваме. Срамна одлука, 2 години, да не може предмет од 20 страни да земе да го отвори. И јас излегував на протестите од првиот ден, затоа што барав нешто подобро. Но не барав
нешто што ќе биде идентично на она што беше. Колку и да се трудиме да ги поставуваме тезите кон сортување кон иднината и оставање на работите во минатото, од минатото на минатото, тоа и такво минато порано или подоцна ќе не стигне. Покрај сите проблеми со кои Македонија се среќава, компромисното темелење на државата на тезата дека минатото припаѓа на минатото на Македонија не ќе и даде можност да оди напред. Ја повлекува државата во вртлогот на нерешени прашања од минатото, неистражени теми и неотворени приказни, со што и најмалата приказна од минатото се наметнува како првокласно општествено прашање на дневна база. Со секоја злосторство доаѓаат и материјалните траги. За жал, во овој случај тоа се десетици и стотици илјади разни документи кои останаа сведоштво на еден режим. И додека во длабочината на подсвета и можеме да пронајдеме некакво логично оправдување за непроцесуирање на одговорните за страшните злосторства, не наоѓам логично оправдување за непостапување кон истите за други дела, а ги има сторено мал милион. Особено нема логика во начинот на постапувањето. Може би, јас навистина бев револтиран од тоа што му беше возможено на господинот Крсто Муковски да функционира повторно, иако тој беше главниот протагонист на заслучувањата на 27 април. Не можам да се помирам со фактот дека тој со отварањето на вратите не знаел што ќе се сторело горе во просториите на собранието. Јас, кога веќе споменав околу тоа постоењето на документи, за момент ќе престанам, би сакал да ги видим оние. Ова се два документи, рачно напишани, до господинот Андоновски. За кого станува збор, на повеќето тука не е јасно. И сега видите содржината на документот. И двете кривични пријави во прилог со резимеата за ваше запознавање и се со рок на застарување од кривично правен аспект до 7 месеци 2015 година, да не против. И понатаму вели да почнам процедура за процесуирање до ОЈО, значи колку тајната полиција има влијание врз обвинителството. Па вели кои во целост се запознаени и да бараме можност да истите бидат притворски предмети. Ова на што говори? Што ви говори овој документ? Ова е тоа влијание. Како тие ги решаваа проблемите. Во подпис Зафировски Ристо. Истиот тој кој што е творец на случајот ликвидација. Јас на колегата Борјан Јовановски му ветив едно гостување на нивната телевизија, од кога ќе ги соберам документите за случајот ликвидација и веќе имам прилично. И тука пред сите ја најавувам и втората книга. Јас одамна ја имав најавено, меѓутоа сега тргнувам кон финална реализација, во која што ќе бидат изнесени вакви факти за случајот ликвидација, кој што ни причини големи трауми во семејството. Кога првпат ја најавив книгата, кога првпат најавив дека ќе се случи продолжение на мојата книга Живот во кутија, 3 дена после тоа имавме провал на кражба дома и замислете од
Немаме многу, кој знае колку да не помислите вредни работи, меѓутоа од дома ни беа земени 2 лаптоп компјутери и 2 телефони. Многу чудно. Таблетот оставен настрана, земен телефон кој што немаше камера, немаше ништо на него. Но тоа е. Верувам дека нема да се дрзнат сега затоа што се е настрана. Дека нема да се обидат нешто да бараат низ куќа кај нас, затоа што ги уверувам дека се е настрана. Кога пред малку господинот Цветанов спомена за линч, не можам да ви објаснам колку, кога си доаѓам тука во Скопје, во Македонија, колку сум изложен на притисоци. Плукаат, цујат, споменуваат све живо во фамилија. Дури службеници кои што работат во судот. Но ете, тоа е можеби нивниот начин на действување. Ми вели пред известно време еден судски доставувач кој што не знам дека имаше член на семејството што не ми го спомна во тоа колнење, пцуење. Ми вели, ти си крив што избега Груевски. И јас сум најсреќниот ако е така. Ама не сум јас, тој кој што го примора Груевски да избега. Неговата одлука да избега беше лично негова, веројатно. Околу условите во затворот само накратко ќе споменам. Кога се обидував да прочитам некоја книга, за да можам да прочитам неколку страници во С, да речам во келиите, во С ходник, тоа личеше вака. Требаше да се качите горе на горниот кревет и да завземете некоја најкомплицирана йога поза, за да можете да фатите малку од светлоста и да прочитате. Од прилика колку траеше во тој период сонцето кога поминува тука над прозорите околу половина сат до сат. Страшно. Господинот Велија спомена, човекот не е ист. Не после 26 месеци, не после 26 дена. После една минута помината тамо, вие ве уверувам, не сте истиот човек. Дека ќе постојат обиди за дискредитирање, се покажи пред известно време, не знам, се обидува и насилник да ме направат, и тоа во случај пред врата кај нас. Меѓутоа, дел од медиумите тоа толку вешто го спинуваа, па рекоа некаде во населбата Лисиче. Не некаде. Туку тоа се случи пред врата кај нас, ако воопшто имаше случај. Јас во оваа пригода, на крајот само, за жал не ја понесов таа фотографија, направена во затворската келија, каде што држам лист хартија, ја има, инспириран од еден филм, македонски, се викаше Железничарот, напишав на бел лист хартија и тоа, ако се гледа, таа е автентична фотографија, направена со Nokia, некој мал телефон со слаба резолуција и на неа пишува, јас сум силен, ќе издржам и борбата е тешка, ама ќе ве победам. Оно што е факт и зашто навистина жаламе што добивам уверување како да недостасува цврста рака за справување со груевизмот. Пред малку се спомена името на судијата Ѓоко Ристов. Тој беше, случајно можеби, и во нашиот случај, и во други случаи, многу случајности се случува. И јас сега, освен неговите амбиции да биде председател на судот и беа, или веројатно уште се,
проверете од кога и на која позиција е поставена сопругата на Ѓоко Ристов. И многу работи ќе станат јасни во држава. На крај, да не должам многу. Без оглед на се, дали ќе имам притисоци, колку ќе имам притисоци, јас ќе се борам до крај. И она што можам од тука и од било кој настап да го ветам, е дека никаде, апсолутно никаде во моето CV нема да пишува се предаде. Благодарам. Џабе, уште, ако во овие документи што ќе бидат дел, можеби, од една скорешно печатена публикација која што можеби ќе најде на огромен интерес во македонската јавност, во овој извештај на тајната полиција од околу 15 на страни, а ова е само еден од досието Хежаровски. Еве зошто сум бил затворен и прогонуван. Во информацијата изготвена во врска со написите во Репортер 92, број 6 и 7 од 2008 година, од новинарот Томислав Хежаровски, е наведено дека, сега, ова е записник на тајната полиција, објавувањето на факти, податоци и сознанија за случајот Ореше се дискредитира работата на ОЗПФОК и оперативните работници во истата. Со изнесување на факти. Сега јас не знам дали требаше лаги да изнесам па да бидам добар новинар или требаше факти да изнесам па да бидам затворен. Навистина у недоумица. Им благодарам на тие кои што направија вистината да излезе на виделина. А сега, кои ќе бидат содржани во новата книга, ќе видиме кои имиња ќе бидат офатени, ќе оставиме на промоцијата. Civil Media